Ова е куќата на ужасот. Овде цели 3 месеци таткото ги силувал своите ќерки. 7 и 8 години има. Овде ја изгубиле невиноста, а тука го оставиле за секогаш и своето детство. Од првата детска амбасада во светот медјаши одамна побараа поостри казнени мерки за педофилите и за случаите на инцест. Највеќе тоа се повици за злоупотреба, физичко, сексуално и психичко насилство, како и јавување за педофилија. Спровоцираа детската амбасада медјаши да побара казна до животен затвор за сторителите на овие дела. Законодавецот го кажа своето, сега се наред судиите. Станува збор за поддржување на тезата, идејата и на невладината организација медјаши да се изрекуваат повисоки казни во кои што влегува дури и до животниот затвор. Почнал да ја попеќа по гентилиите, да бакнува по телото. Најчесто тоа се случувало во неговиот дом. Вината е кесите. Прашање е дали нашите педагошко-психолошки служби се толку обучени и оспособени за да може да ги следат промените. Заради да не се прекине тој родителски однос родител-деца, тие деца се враќаат во своите домови. Во Македонија околу 18.000 деца наместо на училиште се на улица. Според кои голем дел од децата со посебни потреби не одат на училиште, а ромските деца остануваат дома. Голем е бројот и на оние кои веднаш по завршувањето на училишниот час заминуваат на работа. На улицата Брзачка буна во Шуто Ризари има многу деца кои што сакаат да одат во училиште, меѓутоа не можат да одат. Нивните родители не работат ништо, најчесто собираат пластични шишиња или железо. Па затоа велат и немаат пари за да ги праќаат децата да одат секој ден на училиште. Подобро да се учи, да не бидат други да просат да прават нешто друго. Стигнавме и до 20 годишнината, а и сами не знаеме како, бидејќи во сите тие ургентни барања за помош на децата погодени од војните, децата кои беа злоупотребувани, малтретирани, силувани, ние не помислувавме на бројки, на јубилеи. Едноставно немавме време за тоа.
Предизвиците за детската амбасада Меѓаши не се сега помали од оние кои што се испречија во 1992 година, кога се оформи. Сега сите знаеме дека е поинаку. Направени се многу промени. Но, за жал, тоа понекогаш изгледа како капка во морето. Има уште толку многу што да се направи и сработи. Децата не обврзуваат на тоа, да ја продолжиме мисијата повеќе од кога било порано и покрај многуте сопки и тешки моменти на обстојување. Ние продолжуваме.